Добро утро. Се надевам дека и денеска ве наоѓаме во одлична здравствена состојба и пред се расположение како добра основа да имате одличен почеток на денешниот ден. Новата доза на Фактор здравје со новите информации, гостинката и темата и тоа како ќе придонесе кон оваа констатација и затоа предлагам веднаш да почнеме со првите информации и дозата преточени во рубриката Истражувањата докажаа. Првата доза на информации се однесува на актуелностите кои што ги публикуваше Светската здравствена организација во однос на здравието во услови на пандемија со заболувањето COVID-19 и оној причинителот тоа е вирусот корона. Она што сакам да го споделам со вас е дека во овие услови на пандемија на глобално ниво треба да се земе во предвид фактот дека не само физичкото, туку и менталното здравје многу страда и е во подредена функција, би рекол, и подредена положба. Иако немаме екзактни или точни бројки во однос на тоа колку лица ментално се зафатени и што ќе се случува во однос на пандемијата која што продолжува, треба да се земе предвид фактот дека она што придонесува за влошувањето на менталната состојба кај лицата е фактот дека поголем дел од нив имаат социјално дистанцирање, останати се во домашни услови заради работните обврски или пак дел од нив за жал ги изгубиле своите работни места. Како превентива и мерки кои што СЗО ги препорачува е фактот да се обрне внимание на менталното здравје, да се ужива во природата, да се биде физички активен и пред се за лично задоволство, но и за своето потомство, да се подготвува и да се конзумира свежа храна. Токму овие препораки се дел од она што денеска ќе го најавам во Фактор здравје во однос на темата и гостинката чие што представување ќе следува. Кажав дека освен физичкото и менталното здравје е она што е нарушено и засегнато во овие услови на пандемија со COVID-19. Токму и денешната тема во Фактор здравје носи таков наслов: менталното здравје во услови на COVID-19 или во условите на новата нормалност или новата реалност. Она што не го кажав на почетокот, а сакам да го нагласам е дека лицата кои што можеби ја игнорираат и не толку се придржуваат до мерките кои што се препорачени од јавните авторитети и тоа како се позасегнати во однос на менталното здравје. Многу повеќе од своето присуство пред се во Фактор здравје денеска, како од своето секојдневно битисие, би рекол, или секојдневна пракса во однос на фармацијата и своето научно искуство, детали во контекст на темата, ќе ви представиме преку разговорот со магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во населбата Хром во Скопје и втората во трговскиот центар Капитол аптека која што е дел од синџирот аптеки Бети во државава. Најпрво, добро утро, добро дојдовте во нашиот нов термин и амбиент. Како сте? Одлично. Јас како вообичаено станувам порано, така да едноставно овој термин може би повеќе ми одговара. Да, благодарам што во името на вашите аптеки денеска сте во Фактор здравје и за почеток може би само како констатација или надоврзување на оно што го зборувавме, колку лицата кои што имаат може би анксиозност, вознемираност како манифестација на влошеното ментално здравје или психичката нестабилност се чести на пултот во вашите аптеки и како пред се на прва линија пристапувате кон нив? За жал, се почесто се јавуваат луѓе кои што не контактираат и телефонски доаѓаат и на нашите рецептури, кои што се на некој начин вознемирени од се поголемиот број на случаеви кои што се заболени од COVID-19. Така да како фармацевти имаме многу важна улога во намалување на паниката кај пациентите, едноставно прифаќање дека COVID или короната е дел од секојдневието на нашиот живот и она што едноставно треба да го направиме како фармацевти е да посоветуваме дека работите кои што не можат да се променат, останува само да ги прифатиме и да се придржуваме кон сите мерки на превентива и заштита и секако да ги следиме сите оние насоки кои што ги даваат здравствените работници, како да го зајакнеме својот имунолошки одговор, па и доколку се дојде во контакт со вирусот на короната, да организмот биде спремен да се одбрани од истиот. Да, ви благодарам за овој воведен дел од разговорот, многу повеќе ќе следува во продолжение, а вие секако со задоволство сте добродојдени со ваши јавувања и денеска да дадете придонес кон Фактор здравје.
Со оглед на актуелноста на темата и моментот кој што денеска ни е пред очи, би рекол, и за кој што сме концентрирани, а е насловен менталното здравје во услови на COVID-19, ги отвораме двете телефонски линии за ваши јавувања, контакти, прашања денеска до магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. 60919224 и 60919225 од овој момент се во ваша функција. Она што го кажавте на почетокот е дека бројот на лица кои што доаѓаат на рецептура во вашите аптеки е зголемен, но уште еден интересен феномен, би рекол, во овие услови на пандемија сме го констатирали со ваши колеги, но уште еднаш сакам да го потенцираме фактот како на некој начин да се заборавија другите болести или она што како хронична болест, акутни состојби постои и е реално со што се справувате наспроти вестите за коронавирусот, колку статистички има заболени, починати пациенти или излекувани во крајна линија. Токму така, имавме токму и еден регионален панел на таа тема, дали се заборави останатите хронични заболувања покрај короната, и за жал она што ние како здравствени работници мора да го апелираме до самите пациенти, дека поготово се засигнати пациентите кои што имаат одредена хронична терапија, кои што мора редовно да си ја земат својата терапија и редовно да ги прават специјалистичките контроли, затоа што во секој случај целата психолошка состојба и паника која што се создава меѓу пациентите дополнително кај голем дел од нив ја влошува и нивната хронична здравствено нарушување. Имаме многу често пациенти со кардиоваскуларни заболувања кои што знаеме дека во овие периоди каде што веќе се намалуваат температурите, дека имаме појава на променливост во крвниот притисок, одредени други кардиолошки заболувања кои што и текако мораат редовно да се следат и терапијата соодветно да се титрира за да имаме добри резултати. Во услови на пандемија едноставно мора да се свати дека, напоменав и на почетокот, она што треба да го прифатиме дека короната е дел од нашите животи, исто како што сме прифатиле голем број вирусни и бактериски инфекции кои што општеството и светот се бореле во изминатите години, така да решение ќе се најде токму и за короната и COVID-19, меѓутоа она што се бара од сите нас е почитување на мерките и она кое што треба да го правиме секогаш е да делуваме на нашето здравје. И препораките на Светската здравствена организација водат во насока на задржување на физичката активност, здравата исхрана, соодветната суплементација, затоа што тоа се во основа за здрав имунитет и здрав живот. Во секој случај кога имаме вакви ситуации каде што едноставно заради непридржување можеме да дојдеме и до период на одредени забрани во движењата, верувам дека сите овие физички активности ќе бидат и текако доста намалени кај луѓето и едноставно колку и да сакаме да сме физички активни, секогаш тоа нема да можеме да го направиме. Тоа што се препорачува не може да се практикува. Не може да се практикува и токму заради тоа мора сите свесно и совесно едноставно тоа што е тука да го применуваме за да можеме да имаме понатамошни резултати. Инфекции имало, вирусни, бактериски, сега во периодот, зимските периоди свесни сме дека се почесто доаѓа до состојби на настинки, појава на одредени, инфлуенцата исто така е на прагот каде што верувам дека ќе дојде и состојби каде што ќе дојде до одредени други воспалителни процеси и пренесување на овие инфекции меѓу населението. Заради тоа мора да сватиме дека заштитната маска на некој начин не заштитува само од короната, туку верувам дека доколку се придржуваме ќе ја намали опасноста од пренесување на сите други останати вирусни и бактериски инфекции. Ние како фармацевти на рецептурата е она што е многу битно кога ќе ни дојде пациент со одредена симптоматологија, да едноставно ги препознаеме симптомите и да дадеме соодветна симптоматска терапија, затоа што колку побрзо делуваме имаме подобри резултати, едноставно да направиме добра обсервација и на тој начин да ги кажеме понатамушните насоки пациентите кои што имаат дадена акутна состојба, дали е тоа настинка, дали имаат висока температура или имаат во дадени моменти само одредени симптоми на ринитис, слузење на носот, кивавица, сега имаме и алергиски состојби каде што веќе многу симптоми се измешани и верувајте дека дијагностицирањето е многу отежнато. Има многу пациенти кои што се сомневаат на корона, прават корона тест, истиот е негативен, а имаме многу и обратни ситуации каде што имаме асимптоматски случаи кои што кога ќе го направат корона тестот излегува дека се позитивни на истиот.
таа психоза која што се јавува меѓу луѓето, верувајте дека ние како здравствени работници мора соодветно да ја намалиме и едноставно на некој начин преку давање на соодветни препораки да ги намалиме можностите и за пренесување, за ширење на пандемијата и на некој начин за стабилизирање на менталното здравје кај пациентите. Да, и би рекол дека и меѓу вас здравствените работници од сопствено искуство исто така постои страв, вознемиреност и оправдано до некаде, но сепак границата индивидуално, секој ја титрира на некој начин или има траг на толеранција и дали ќе се согласите со она што го споменав на почетокот, дека колку побрзо ја прифатиме оваа нова реалност или нова нормалност, толку подобро или толку помалку последици би имале по менталното здравје и би продолжиле на некој начин нормално да живееме. Така, и ние како здравствени работници во почетокот можеби бевме затечени, меѓутоа веќе овој период некако подолго време се пролонгира и ние едноставно сваќаме дека сме ние таа одскочна даска која што треба да ги пренесе правите информации до пациентите и едноставно сметам дека сите ние заеднички, ги правиме некои нормативи на однесување кои што ние како пример служиме на пациентите, едноставно верувам дека сите тие ќе ги следат сите препораки кои што ќе се дадат од наша страна. Имаме моменти каде што пациентите доаѓаат вознемирени и едноставно сметам дека приоритетно е она кое што ќе направиме да дадеме одреден совет, практичен совет како понатаму и при тоа да бидеме во добра корелација и усогласено со страмите матични лекари, здравствените работници, Институтот за јавно здравје, за да едноставно знаеме каде да ги насочиме пациентите кога имаат дадена дилема што понатаму, откако ќе ја земат својата симптоматска терапија во аптеките. Да, уште еднаш потсетувам дека сте добро дојдени, ве очекуваме со ваши прашања, коментари или едноставно да се јавите да споделите некоја позитивна мисла и енергија токму ова претпладне во контекст на темата менталното здравје во услови на COVID-19. Бидејќи зборуваме за менталното здравје, бидејќи зборуваме за она што секој од нас го има и го носи во себе, претпоставувам дека постои возрастна категорија или лица кои што најмногу се засегнати во однос на овие проблеми, но вашиот одговор ќе го слушнеме малку подоцна. Имаме некого веќе на линија. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, дали сум јасна во програма? Да, господјо, вие сте, добро дојдовте. И од Скопје сум, имам едно прашање, дали има досегашно некое искуство за оние случаи што се асимптоматски, така го поминуваат ковид без никакви симптоми, дали остануваат некои последици по здравјето, оштетување, како да кажам. Да. Благодарам. И имајте убав ден, господјо. Имаме многу шаренолика слика во целата ситуација, затоа што се уште има многу работи кои што се недообјаснети, неразјаснети, имаме многу различни клинички слики. Имаме пациенти кои што асимптоматски ја поминале корона инфекцијата, меѓутоа потоа посебен подолг период чувствуваат одреден замор, потешкоти во дишењето. Кај некои пациенти ги нема воопшто овие последици. Имаме пациенти кои што, например, како асимптоматски пациенти, во основи тие се помалку ризични, понекогаш велиме да ја пренесат инфекцијата, меѓутоа не знаејќи дека имаат, се многу опасни, поготово за најблиските во нивната фамилија и најчесто тие без симптоми во основа, не знаејќи дека треба да се внимава и да се заштитуваме од нив, многу лесно во своите фамилии знаат да ја пренесат инфекцијата, каде што должината и контактот е малку подолг во однос на она што ќе се случи во надворешната средина со пријателите. Ама во однос на тоа што се очекува понатаму, верувајте дека никој нема конкретни разјаснети слики, бидејќи се споменуваат и одредени, например, бактериски инфекции кои што се накалемуваат на самата корона, кои што даваат одредени проблеми во згуснувањето на крвта, појава на одредени зголемени дедимери, појава на тромпемболи. Меѓутоа, сите тие работи се уште целосно непотврдени и едноставно клинички не можеме недокажани. Затоа да ви реков јас дека треба малку подолг период, одредени мета студии, поголеми студии за да се дојде до некакви заклучоци. Во секој случај, верувајте дека имаме
една инфлуенца за која што имаме секоја година, нели грипи, каде што имаме вакцинации, каде што секогаш велиме поготово хроничните пациенти да се заштитат од причина што смртноста од самата инфлуенца е многу поголема. Меѓутоа, во даден момент имаме пациенти кои што треба статистички да се споредат одредени бројки што значи инфлуенцата или самиот грип во однос на смртноста кај пациентите, и заради тоа мислам дека сите ние треба реално да сватиме дека не знаеме што да очекуваме во иднина од короната и како ќе се одвиваат работите. Меѓутоа, во овој период кога ни предстои период на грип и настинки, едноставно да го намалиме ризикот од пренесување и да се придржуваме нели кон оние тековни заштитни мерки. Сигурно и она што го кажа господјата и на доврзување на вашата констатација е фактот дека како и секоја инфекција по логика на нештата би требало да значи дека таа хипотетички може повторно да се јави или да се повтори. Да, може да се јави. Имаме пациенти кои што велат и примивме вакцината за грип, меѓутоа повторно нели дојдовме до инфекција, самото тоа што вирусите сами по себе доста мутираат, едноставно ние секогаш немаме 100% имунитет и заштита од истиот. Меѓутоа симптомите ќе бидат многу поблаги за разлика доколку не имаме примена и направена никаква имунизација. Сигурно тука имунолошкиот систем кој што го споменавте како гарант за подобро поминување на сите овие состојби и евентуални болести. Ви благодарам за првиот дел од разговорот. По кратката пауза за вториот блок реклами ве поканувам да останете со Фактор здравје и повторно доколку имате интерес да ни се јавите во живо во емисијата. Продолжуваме со денешната тема менталното здравје во услови на коронавирусот или COVID-19 или новата нормалност, како повеќе ви се допаѓа она што денеска го дискутираме со магистер фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје. И натаму двете телефонски линии се отворени за ваши интереси, јавување и прашања 6091-925 и 6091-924. Во контекст на темата и она што веќе го констатиравме, ве прашав кои се најризични или најпогодени лица во однос на менталното здравје и неговите нарушувања, и само ова би го надополнил дали симптоматологијата во однос на вознемиреноста што ја споменавте, паничните напади и стравот на некој начин е заразна и се пренесува побрзо кај оние лица кои што ги опкружуваат токму оние кои што имаат некакво нарушување. Секогаш пациентите кои што имаат некакво хронично нарушување во основа се малку во поголема паника. И секогаш кога станува збор за тоа дали се пренесува оваа паника, поготово верувајте дека како се пренесува на најблиските во фамилијата, затоа што колку и да сакаме некои моменти да ги изолираме, сепак ние сме дел од целата ова случување и ситуација. И заради тоа сметам дека поготово децата како популација се доста погодени затоа што малите деца кои што ги учиме нели на емпатија, симпатија, гушкање, едноставно изразување на љубов, преку допири, тој момент сега едноставно не само на децата, туку и на возрастните недостасува. Ние сме свидоци дека едни скандинавски земји, значи Норвешка, Шведска, немаа проблем во спроведување на некои регулативи и норми каде што беше нели задолжителна заштитна маска, дистанца, зашто тие дистанцата секако ја има. Дистанцата во балканските услови е малку потешко да се воспостави. Токму оној недостаток на дружби, нели другарувања, зближувања, верувајте дека колку и да сме психолошки јаки, на некој начин делува на секој од нас. Кај некој повеќе, кај некој помалку. Заради тоа сметам дека не постои едноставно некоја граница кој повеќе засегнат. Сите на помалку или на помал или поголем начин сме засегнати од оваа ситуација, затоа што сите ние имаме и различна перцепција и визија кон нели еден даден ист проблем. Да, имаме некого повторно на линија. Добро утро. Добро утро. Да. Голем поздрав до докторот и до докторката. До фармацевтката, да ви исправам веднаш, господја. Да. И до вас, што секогаш ги бирате правите луѓе за емисија. Ви благодарам многу. Еднашка пред неколку месеци ви се јавив кога реков дека самотијата е отров што убива. Може би се сеќавате. Да, апсолутно. Ова оди во контекст на тоа што го зборуваме, да. Овие времиња, во овие денови е тоа што плюс допринесува за тие панични напади, стравови, тие работи. И мислам дека треба да се менаџира умот.
да си го контролираме умот, затоа што само од нас зависи. Сигурно. Барем така мислам, да не ви одзема многу време, али многу ви ја почитувам емисијата и ве пратам од како ја почнав. Да, ви благодарам многу и драго ми е што повторно ни се јавите и повторно да ни се јавите и ви посакувам секое добро, господјо. Ова ми испровоцира, да, сакавте нешто да дополните. Не. Прашањето ми беше односно констатацијата како да ставиме заштитна маска на некој начин на мозокот или како него да го заштитиме од сето ова што ни се случува. Така, заштитната маска можеме повторно и самата пациентка кажа самите да си ја ставиме, затоа што кога ние ќе ставиме едноставно блокада на кои информации ќе влегуваат во нашиот мозок, што е она што не вознемирува, ќе го отстрануваме како можност да не вознемири, верувајте дека на некој начин ќе ставиме маска на нашиот мозок. Заради тоа самотијата, пациентката спомна една од најтешките состојби која што доведува до одредени психолошки расстройства, која што во овие периоди е потенцирана, да. Е потенцирана, дружбите се забранети, нели групирањето, прославите кои што вообичаени беа за ова наше тло, и едноставно треба да сватиме дека ова е минлив период кој што треба само да го издржиме и да го прифатиме како нешто што не можеме ние да го промениме. И токму кога ќе го прифатиме сето тоа, ќе направиме селекција што ќе допира до нас и што е она кое што едноставно по дефолт нема што да размислуваме. Тоа е веќе кажано, така треба да се спроведе. Верувајте дека полесно ќе се справиме со сите овие психолошки состојби. Затоа мора да едноставно дадеме една добра порека до сите оние кои што ја гледаат оваа емисија, дека доволно е информативна емисија да се види во однос на тоа како да постапуваме самите ние еднаш во текот на денот. Постојаното гледање на телевизија, слушање на различни информации, гледање и пратење на бројките, поготово кај луѓето кои што имаат веќе некоја основа за анксиозност, вознемиреност, неурози и како ќе делува во влошување на нивната здравствена состојба. Сите тие информации како делуваат на еден здрав човек, колку и да сакаме ние да ставаме маски и блокада, доколку ние секојдневно постојано вртиме по каналите и бараме информација што понатаму, како да се однесуваме едноставно, понекогаш може и самите себе си да се збуниме. Сигурно и токму да хипохондријата, не ја споменавме, а сме ја разговарале како тема во една од претходните емисии, или стравот од болести е потенциран кај оние кои што нели мислат дека се болни и мислат дека ќе заболат. Да, мислат дека се болни, некогаш мозокот има голема моќ. За жал, мислам некој дека поголемиот дел од луѓето не ја сваќаме моќта на мозокот и на нервниот систем. Значи, што мислиш, тоа предизвикуваш во самото тело. Позитивната мисла те води кон позитивна енергија, кон добро здравје, кон други погледи на животот. Многу често велат во една ливада, кога ќе пушти убави цвеќиња, кога ќе пуштите една пчела, се знае каде ќе застане, а каде ќе застане една мува. И да најде едно мало ѓубренце, токму на него ќе се закачи. Во секој случај, а во едно големо ѓубриште да пуштите истата таа пчела, ќе го најде единствениот цвет и токму тој ќе го погледне. Во овој момент треба во целата оваа ситуација да видиме убавата страна на сите овие ограничувања, дека ограничувањата постојат за да не заштитат нас самите. Кога сите тоа ќе го прифатиме како дел од нашето секојдневие, верувајте дека поедноставно ќе се справиме со сите овие психолошки притисоци. Да, уште еден аспект за кој што сакам да споменеме, ги споменавте хронично болните лица, децата, оние најмладите кои што во овие услови нормално се учат на нови правила, нови кодекси на однесување, но тука би дал акцент и на работоспособното население или таа генерација која што е некаде хипотетички од 25 до 65 годишна возраст, која што дел од нив и се враќа на работните места, дел од нив останаа дома, работат во домашни услови, кај нив исто така сигурно е засегнато менталното здравје и очекувањата и предвидувањата за иднината. Да, кај сите засегнато менталното здравје, ние имаме видено пациенти и ситуации кои што едноставно луѓе кои што немаат никаква потреба да останат во домашни услови, а самите тие гледаат да се изолираат, едноставно самата изолација сама по себе не доведува добро за нивното психолошко здравје, ниту за нивното, ниту за нивната блиска околина. Заради тоа имавме ситуации многу чести одредени хронични болни кои што сами по себе сакаат да појдат на работа, иако се во она категорија на ризични пациенти, меѓутоа моментот дека кога ќе излезат од надвор од дома и ќе споделат дел од својот работен ден со своите колеги, притоа придржувајќи се за сите овие ригорозни контроли правила на однесување, имаат
подобри позитивни вибрации кои што и како делуваат на нивните погледи и едноставно на нивното здравје. Да, ова намерно ве прашав за да отворам пат кон следното прашање, тоа се однесува на земањето, можеби на своја рака, злоупотреба, неправилна употреба на онаа група на лекови кои што спаѓаат и во групата на бензодиазепини, анксиолитици, за да ја смират можеби својата вознемиреност, како што рековте, не гледаат внатрешно кон себе, туку се вртат кон фармацевската индустрија, да речам, што не секогаш и во најголем број на случаи е правилен избор. Не е правилен избор, меѓутоа сами по себе веќе не може да се земе таа терапија од страна на пациентите, затоа што има ригорозни контроли, постојат едноставно мора да имаме препис за да се издадат такви препарати во аптеките, а она ние како фармацевти што секогаш го препорачуваме се одредени додатоци и природни производи кои што на некој начин ќе може да го смират нервниот систем, а при тоа нема да наштетат на телото ке пациентите. Имаме можности и опции голем број, затоа што имаме голем број природни препарати кои што го имаат истиот механизам за смирување на нервниот систем. И имаме тука и голем број минерали од типот на магнезиум, витаминот исто B6, има ефект на опуштање на нервен систем, така да моментот дека не секогаш мора да одбереме и докторите да се препишат лек за да го постигнат ефектот кај пациентите, ни дава можност едноставно на алтернативен начин да дојдеме до одредени резултати, намалувајќи ги несаканите ефекти. Сепак јас би рекла дека пациентите и луѓето се повеќе се свесни дека лекот не би бил лек ако нема никој несакан ефект и секогаш ние кога сме во дадена почетна фаза и докторите и ние фармацевтите секогаш одиме кон одреден додаток во исхрана. И кога станува збор во овој момент пациентите и луѓето имаат голема паника и едноставно се наоѓаат во еден ќорсокак што понатамо, што треба да се земе за превентива, мора да објасниме дека мора сето тоа да биде добро контролирано, затоа што имаме можност за одредена и хипервитаминоза, предозирање на одредени додатоци во исхрана, така да и со додатоците во исхрана не смееме да се оди во енормна неправилна употреба. Затоа или да на се своја рака слушаат, повторно, сепак советите кога ќе дојдат пациентите многу често да пробараат или наши клиенти одредени препарати, секогаш мора да се постави прашањето што веќе претходно земате или дали веќе имате некаква терапија со некој додаток на исхрана, затоа што верувајте дека и контролираната употреба на овие додатоци е многу важна. Имаме ситуации кога имаме некогаш субдозираност или пак појава на веќе повисоки дози кои што можат и да наштетат на телото. Да, или пак имате пациенти кои што можеби се под некоја терапија во однос на менталното здравје и треба да се препорача некој додаток во исхраната, како што рековте, суплемент, граничен препарат или нешто што треба да направи само синергија или поттикнување на надминување на состојбата. Имаме во дадени ситуации точно синергијата е она која што ние како фармацевти и доктори секогаш ја сакаме кај лековите и додатоците во исхрана, меѓутоа имаме ситуации каде што и одредени препарати се контраиндицирани, да едноставно не смеат едни со други да се комбинираат. Заради тоа сепак еве и еден апел да не се оди кон самостојна терапија или пак момент на земање на премногу додатоци во исхрана која што од една страна може и да штети на здравјето на пациентите. Да, уште еднаш да потсетам дека имате уште време да комуницирате со нас во Фактор здравје и со магистер фармацевт Билјана Божиновска во контекст на денешната тема менталното здравје во услови на коронавирус. Бидејќи кажавме додатоците и терапијата која што можеби е препишана покрај хроничната при овие состојби на нарушување на менталното или психичкото здравје, треба одреден период сигурно да делува, механизмот не може преку ноќ сигурно да се постигне, што после тоа во смисла на надминување еве конкретно на некој напад, вознемиреност, анксиозност, сигурно дека повторно ќе се вратиме кон себе си, некои ритуали, навики, треба на некој начин да ја држат состојбата здравствена пред се како на емоционално или психичко ниво, така и на физичко ниво. Ние секогаш во вашите емисии споменуваме дека најдобрата инвестиција е инвестицијата во своето здравје. Ние не треба на здравјето да мислиме само во акутна состојба кога веќе имаме некој даден здравствен проблем. Значи кога луѓето во основа ќе делуваат превентивно, не само во однос на здравјето, туку во превенција размислуваме во превентивно во сите погледи и моменти на нашиот живот,
верувајте дека последиците ќе бидат многу помали. Заради тоа треба имунитетот е нешто што се гради секојдневно, не се гради само во периодите кога сме во некаква опасност од некоја бактеријска вирусна инфекција или кога гледаме дека веќе се јавуваат првите симптоми и знаци на одредено заболување. Секогаш напоменуваме дека колку побрзо се реагира дури на некоја акутна здравствена состојба нарушена, нема да дозволиме да истата таа премине во една хронична нарушување, кое што едноставно ќе делува не само на буџетот на пациентите, туку и на здравствениот буџет на оваа држава. Заради тоа сите ние мора како здравствени работници, значи да се насочиме кон тоа да превентивата ја зголемиме малку на повисоко ниво. Кога веќе ние имаме, здраво тело, како велат, здрав дух, тие заедно одат секогаш едно со друго, верувајте Тогаш имаме здравје во целина, би рекол. Здравје во целина кое што нема да не плаши, ќе доведува до се помалку вакви психолошки нарушувања. Да, и на крајот на емисијата намерно не помалку важни се и онаа група на пациенти пред секој што се пред или после хируршка интервенција со некои малигни болести, терапии и особено посебно важни се бремените жени кои што во овој период мора да минат 40 гестацијски недели за да донесат здрав плод. И кај нив исто така можеби заради условите да дојде до влошување на менталното здравје. Кај сите нас може да дојде, меѓутоа кога е веќе ваква здравствена состојба понарушена или имаме состојба на бременост, секако внимателноста треба да биде на малку повисоко ниво и можеби таа вознемиреност и како да делува на психолошкото здравје. Заради тоа сепак сметам дека воведувањето на оние здравствените навики кои што секогаш напоменуваме дека треба освен здрава исхрана да имаме и добар здрав физички живот, едноставно контактите кои што ги имаме исто така се многу важни. Секогаш да бидеме обкружени со луѓе кои што едноставно имаме исти вибрации, разменуваме иста енергија, затоа што енергијата е таа која што не води во животот. Така да секогаш велам дека доброто друштво понекогаш е одличен лек за сите ментални болести. Или превенција, како што рековте. Така. И во таа насока уште еднаш да потенцираме дека држењето на растојание, носењето маска, секако миењето на рацете и дезинфекцијата се трите основни чекора кои што веќе би рекол секој од нас ги знае и дополнително само да потенцираме дека за менталното здравје не само обкружувањето, физичката активност и позитивните мисли, нешто и можеби за себе да се направи некој мал ритуал, повторно ќе споменам, или некоја мала ситница, да се купи нешто, да се посети нешто, да се види и тоа како придонесува повторно во услови кога можеби и патувањата се ускратени, како еден аспект кој што делува на нарушување на менталното здравје. Патувањата се скратени, меѓутоа имаме една прекрасна земја која што многу од нас не си ја знаат, така да секако и во рамките на оваа Македонија имаме многу работи кои што можеме да ги видиме, да ги запознаеме и да се израдуваме. Секако природата е она која што секогаш се апелира, користите ги убавините на нашите шуми, нашите планини. Во секој случај тоа можеме да го користиме во овој момент и за зацврстување на менталното здравје, меѓутоа и за јакнење на нашиот имун систем. Секако, јас сепак би напоменала дека доброто друштво, користењето на природата и добрите животни навики се основа за здрав имунитет и добро ментално здравје. Со оваа порака ви благодарам за вашето гостување, за моментот што ни го допуштивте да разговараме на оваа тема. Поздрав до колешките ваши во аптеките ДНА Анифарм и се гледаме следниот месец. Ви благодарам за поканата. Благодарам уште еднаш магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје беше денешна гостинка во Факторот здравје. Ви дадовме многу препораки и корисни совети во однос на тоа што треба да направите за да го зачувате сеопштото здравје и токму во таква мисла ве оставам до утре со новото продолжение од Фактор здравје. Пријатно.